И уште една информација поврзана со технологијата, именно го добивме годишниот извештај на АЕК, а кога станува збор за 2024 година, откриено е дека се намалил бројот на мобилни претплатници, но од друга страна и дека помалку се зборувало на мобилни телефони. Мене ми ова, знаете како, не ме радува фактот дека помалку се зборува, не е дека ние не сме постојано до телефоните, туку поради тоа што социјалните мрежи кои што ги имаме се многу активни, па можеби многу ни е полесно да се разбереме преку интернет отколку да говориме. Ти пратам порака на Viber или на WhatsApp или не знам како, отколку нели да комуницираме едни со други. Сега кога станува збор за останатите статистики, ќе слушнете во продолжение од прилогот на колегата Никола Станков. Меѓутоа ја нагласуваме и можноста за трет мобилен оператор кој што може да промени статистиката во текот на периодот кој што доаѓа. Да погледнеме. Агенцијата за електронски комуникации утврдила дека во текот на 2024 година се забележува пораст на бројот на фиксни линии во Македонија, додека пак бројот на претплатници во мобилната телефонија бележи пат. Исто така, опаѓа и вкупниот број на телефонски разговори и кај фиксните и кај мобилните линии. Според годинешниот извештај на АЕК, корисниците во просек зборувале по 12,56 минути на фиксна линија во текот на минатата година. Најголемиот дел од повиците, односно 4,33 минути од тие, биле остварени во рамки на истата фиксна мрежа, додека повиците кон другите фиксни мрежи во државата во просек биле 1,70 минути. Кога станува збор за мобилната телефонија, разговорите во рамки на истата мобилна мрежа во просек траеле по нешто повеќе од 3,5 минути, додека кон другите мобилни оператори во земјава се зборувало 3,14 минути. Разговорите со странски мрежи како најскапи биле и најкратки, во просек траеле по 18 секунди. Споредено со 2023 година се забележува опаѓање на сообраќајот кон сите дестинации, се вели во извештајот на Агенцијата за електронски комуникации. Во однос на фиксната телефонија, податоците покажуваат дека бројот на фиксни линии, без разлика на технологијата, пораснал за нецели 2% во 2024 година споредбено со претходната. Па така дел од линиите бележат пат од 27,88% во однос на 2023 година, додека бројот на VoIP линии преку бакарна мрежа се намалил за 7,48%. Од друга страна, бројот на фиксните линии преку бежичните технологии изнесувал 95.108 приклучоци, што е зголемување од 4,56%. Значителен број кабелски оператори ја изнајмуваат својата инфраструктура на други оператори кои нудат фиксна телефонија, се наведува меѓу другото во извештајот на агенцијата. Во извештајот на агенцијата се забележува и дека бројот на линии преку оптичка мрежа достигнал 130.344 приклучоци во текот на 2024 година, што представува раст од 17,34% во однос на претходната 23 година. Што се однесува до мобилната телефонија, податоците покажуваат пад во бројот на корисници. Бројот на активни мобилни претплатници се намалил за нешто помалку од половина процент во 2024 година споредбено со 2023. При тоа, бројот на резиденцијални постпейд корисници пораснал за 3,4%, додека бројот на деловните претплатници забележал пат од 0,15%, стои меѓу другото во извештајот. Од Институтот за развој на електронските комуникации, кои го следат пазарот со понудата на мобилните оператори, велат дека падот на корисници во делот на мобилната телефонија е тренд кој е присутен неколку години и како таков не е ништо ново. Истиот според нас се должи на иселувањето на граѓаните, со што голем број од претплатниците ги раскинуваат договорите. Од друга страна, и припејд броевите што ги купуваат туристите за време на летниот период, истите не ги продолжуваат, надополнуваат и автоматски истите исто така престануваат да постојат. Како трет клучен фактор е и тоа што компаниите си ги кратат трошоците, меѓу кои и укинувањето на службените броеви за своите вработени, со што исто така се намалува вкупниот број на претплатници. Од Инреком додаваат дека во 2025-та, но и понатаму, не очекуваат да расте бројот на претплатници, особено не во позначителен процент.
Бројот на жители на нашиот пазар е нецели 2 милиони корисници, со што не постои простор за зголемување, посебно со иселувањето. Корисниците што се веќе кај некои од другите оператори, може само да мигрираат кај новиот трет мрежен оператор. Оттаму сметаат дека цената на услугите нема да се намали ниту со влезот на третиот мобилен мрежен оператор, ниту со укрупнувањето на ситуацијата кај виртуелните мобилни оператори, чие спојување изминатиот период беше нешто што продре во јавноста. Цената на услугите нема да се намали ниту со влезот на трет мрежен оператор, туку истата во најдобар случај би се стабилизирала, штом се појави поголема конкуренција. Но во било кој случај, цената не е фактор што влијае на намалувањето на претплатниците. Па така, доколку се следи трендот кој го покажува извештајот на АЕК и очекувањата од Институтот за развој на електронски комуникации, не очекуваат големи тектонски промени на мобилната сцена, ниту во оваа 2025 година, ниту до година.